Добро вечер. За повозрасните генерации, денешниот ден во календарот, 22 декември, е потсетник на еден од поважните празници во поранешна Југославија, денот на Југословенската народна армија. Имаше исклучително висок рейтинг и почит. Четврта европска армија со 220.000 активни војници и со потенцијал од скоро 1.500.000 резерва. За 30 години македонската армија прослави оваа година 30 години од своето основање. За себе може да рече дека во тие 30 години за немала сума успеа да стигне во армија која е во друштвото на најсилниот одбранбен сојуз, НАТО сојузот. Бројките кои што покажуваат за следната година колку ќе потроши Македонското министерство за одбрана и армијата во тој концепт за одбрана во нови околности, кои исто така не се ветувачки, покажуваат планирање за 275 милиони евра, од кои 88 милиони ќе бидат потрошени за модернизација. Македонската армија се наоѓа високо на листите во доверба на незините граѓани, а Министерството за одбрана се наоѓа високо на првото место според индексот за транспарентноста. Во тој процес потрошивме своји пари, прилично многу, но еднакво во тој период добивме сериозна поддршка, помош која е билдање на капацитетите, човечките ресурси, разноразните грантови за опрема, семинари, тренинзи и конечно почнуваат да стигнуваат од оваа година оценките низ кои, да речеме, се лиценцираат деловите од армијата кои стануваат официјални НАТО делови кои што може да бидат користени во различни операции. Најавата на Министерството е дека следната година скоро ќе се дуплира македонското присуство во разноразните мисии и мировни операции. За тоа што се планира за 23 година и особено како се проценуваат ризиците на незавршената војна во Украина, одлуката на македонската влада и Министерството за одбрана согласно стратегиите во партнерството во НАТО да се стави целосно на располагање на потребите на војниот сојуз за помош на Украина, евентуалните ризици и последици и особено за тоа на кој начин се надоместува или се модернизира македонската армија во потполно нови околности во кои можеби украинската војна е последната конвенционална војна, а земјите треба да се подготвуваат за малку посуптилните, но не помалку опасни напади, кои што може да ја загрозат критичната инфраструктура, сајбер нападите, хибридните напади кои во последен период ги живее Македонија, а се уште не успеваме да дефинираме од каде тие всушност точно доаѓаат. Дали воопшто е точна дефиницијата која ќе ви речат ние сме жртви на хибриден напад, дека единственото на што треба да помислиме дека е тоа Москва. Мој гостин вечерва на Вин е министерката за одбрана Славјанка Петровска. Добро вечер. Добро вечер. Ова е најава после која сакам да одгледаме реклами и потоа да тргнеме со вечерашниот разговор. Да се враќаме назад во студиото. Министерке, можевме да видиме во буџетот на расправа во собранието, делумно да ги екстрахираме, тоа го направивте вчера на пресконференција. Министерството за одбрана за следната година добива 275-6 милиони евра, меѓутоа во структурата за што ќе ги потрошите има прилично битна разлика, дури споредбено со минатата година, скоро 33% ќе отидат на набавка и модернизација и опрема, иако некаквата превземена обврска е дека од тие предпоставени 2% од бруто домашниот производ, 20% би требале додат на модернизација. Сега сме нешто под тоа и премиерот вели дека ова е последната година во која ние ќе бидеме под договорениот минимум од 2% од бруто домашниот производ издвојување за одбраната. Тоа за следната година ќе биде 1,85%.
што е повеќе од минатата година и се приближува кон таа бројка на 2, која е веројатно за вас запишена за 24 година. Нема никаква тајна што тоа специјално ново, ниту ќе биде интервентно, ќе внесе во својата модернизација македонската армија. Очекувате следната година да пристигнат 27 возила од договорот со Соединетите Американски држави и да отпочне процесот од договорот, последниот договор со Франција за набавка на противвоздушната одбрана за мали височини. Сумите горе-долу мислам дека ги знаат, иако тие не се планирани за една година. Дали ова е динамика која е планирана и на ниеден начин не предизвикана дополнително од конфликтот во овој момент на работ на границите на НАТО во Украина? Апсолутно. Буџетот за 2023 година всушност е рефлексија на сите стратешки долгорочни планови за развој на одбранбените способности и капацитети на македонската армија, се разбира на обврските на Министерството за одбрана и не представуваат никаков дополнителен напор, би рекла, кој се рефлектира на она што се случува во Украина. На тоа не значи апсолутно дека не ги следиме збеднувањата и нема да извршиме корекции некакви доколку тоа е потребно. Она што за нас е особено значено е да ги исполниме сите оние преземени обврски во смисла на екипирање, во смисла на модернизација и опремување на нашите цели на способности кои се превземени пред нашето пристапување во НАТО алијансата. Она што е особено значено кога, бидејќи го напоменавте процентот, во тие долгорочни планови, процентот за следната година беше малку повисок. Но како Министерство за одбрана, она што нас не беше битно е да во буџетот, во вкупната сума на буџетот, во реалните пари, да има доволно и да бидат покриени сите проекти кои се веќе започнати, а станува збор и за долгорочни, за повеќе годишни проекти, меѓутоа и за сите оние набавки кои согласно оние планови кои пред малку ги споменав, треба да се реализираат во 2023 година. Целта е на ваквиот буџет и на ваквиот пристап е да гарантираме дека сето она што е предвидено во делот на модернизација на армијата, во делот на способување на овие наши капацитети, нема да предизвика, односно да претрпи никаква штета од она што се случува во светот, не само во поглед на војната состојба во Украина, меѓутоа и на економската и енергетската криза која што за жал го зафаќаат и регионот, нашата држава, меѓутоа и многу пошироко. Но од друга страна, се разбира, не инсистиравме на уште поголемо зголемување на тој процент и нагло зголемување на буџетот на Министерството, затоа што сакаме да имаме и имаме разбирање за потребите, да се финансираат и многу повеќе средства да се определат, да се обезбедат за поддршка на компаниите, за поддршка на ранливите категории на граѓани, затоа што знаете како предстои сериозен предизвик да се справиме и со енергетската и со економската криза. Некои од парите што ќе влезат формално во други буџетски ставки индиректно повторно говорат на истата линија на опасностите по безбедноста и не мора да бидат изворно пари кои се во Министерството за одбрана и за потребите на армијата, а сепак всушност да се елементи во целата таа приказна кога зборуваме национални капацитети за безбедност. Овде во прв план мислам дека не мора парите да се во Министерството за одбрана, а при тоа да говориме за опрема, информацијски системи, заштита од сајбер напади, велам, не мора да бидат директно во Министерството за одбрана, но еднакво рефлектираат кон проценките како ќе се справуваме со тие ситуации. Иако се уште не се декласифицирани податоците што тоа Република Северна Македонија и дава на Украина, па имаме распон од до можеби празни се поради барање на партнерите и при тоа ја заслабува нашата позиција. Од, да речеме, од руски извори разбравме дека некои од тенковите кои беа сликани во Украина беа со јасен опис дека тие всушност доаѓаат од Република Северна Македонија, па индиректно некако дознаваме дека веројатно тенковите кои веќе ги нема се во никаквите од наши планови за тоа што Македонија декларирала треба да има, дека веќе завршиле таму. Знаеме дека
без малку половина Македонија смета дека со сигурност знае дека сухоите кои некогаш ги купивме од Украина сега сигурно веќе се вратени за нивните потреби. Кога велам дека сте оценети како најтранспарентната институција, некој би рекол, а добро, зошто имате мотив да криете што тоа ние и испорачуваме како војна помош на Украина? Апсолутно не криеме. Се работи за безбедносна проценка за тоа дека во тој момент, а и се уште сметаме дека представува безбедносен ризик откривањето на деталите. Ако имавме намера да криеме, веројатно тоа ќе го направевме на некој многу подруг начин, но апсолутно од првиот момент кога ја донесовме првата одлука, иако беше на затворена седница на влада, принципиелно беше мојот предлог на таа седница на влада и апсолутно колегите и премиерот го поддржаа дека на јавноста треба да ја соопштиме дека сме донеле одлука која содржи воена опрема и вооружување. Можевме и тоа да го сокриеме затоа што затворените седници на влада и нема потреба да објавуваме, но сепак сакавме према јавноста и према граѓаните да бидеме отворени онакво што можеме во тој даден момент. Сега сме во една дилема. Дали едни ќе речат, сигурно има сериозни причини зашто Македонското Министерство за одбрана ги крие овие информации. Од друга страна, веројатно пренебрегнуваме дека во овој конфликт може би е поважно да биде заштитена Украина, незините ресурси кои што ги добива од стратешките партнери, затоа што веројатно еден од елементите во кои што во овој конфликт не треба да ги знае противникот е со што располага Украина, како поважно отколку тоа македонските граѓани да знаат што всушност Република Северна Македонија како своја контрибуција и членка на НАТО и го испорачува на Украина. Може би на почетокот кога започна целата ова давањето на поддршка во смисла на воена опрема и вооружување, некои од државите објавуваа и за каква воена опрема конкретно станува збор и така натаму. Но може би лидерска позиција во тој период имаше дури и Германија, до неверојатни детали што се ќе испорачат, па потоа. Но знаете како, потоа беше приметливо дека премолчно сите земји ги премолчуваа деталите, едноставно само објавувавме заради јавноста, меѓутоа и заради поддршката на сите политички ставови и политички изјави дека ја поддржуваме Украина. Од самиот почеток, политичката поддршка од Република Северна Македонија и од сите земји членки на Алијансата беше неспорна. И сите изјавувавме дека ја поддржуваме Украина во намерите да ја одбрани својата територија, не да војува, да ја одбрани својата територија, и тоа е многу суштински значајна работа да ја споменеме. Но подоцна земјите, ако приметите, престанаа да соопштуваат детали, само останавме да соопштуваме дека продолжуваме со воената поддршка и вооружување. Не што сака да ни каже генералниот секретар на НАТО во последното свое обраќање, дека сега се наоѓа сојузот, можеби по лилијата на главниот клучен предизвик како да се одржи себе си надвор од отворен конфликт без оглед колку е предизвикуван во овој момент од Русија, со потполна свесност на НАТО сојузот дека можеби оваа деликатност после овој изминат пат до февруари, година дена од конфликтот, треба да се смета сега за најчувствителниот во проценките, и во таа смисла НАТО е свесен за собствената одговорност за предпазливост на чекорите, затоа што веројатно следниот е конфликт со Алијансата. Политиките на НАТО и ставот е многу јасен. Одвраќање и одбрана на собствената територија. Не сакаме да предизвикаме било каква причина да се случи конфликт од поголеми размери, но апсолутно како алијанса, како земји членки, имаме обврска да си ги штитиме собствената територија. И изјавите на генералниот секретар на алијансата се во таа насока, дека НАТО ќе направи се да ја гарантира безбедноста на својата територија, но се разбира е подготвен да реагира на било каков друг начин. Политиките кои изминатиот период ги водевме и одлуките кои ги носевме и на министерските состаноци и на самитите се во таа насока. Дополнително распоредувањето на дополнителните сили на источното крило од НАТО алијансата впрочем одат и во таа насока, и затоа се донесе и политичката одлука од владата на Република Северна Македонија за дополнително учество на два наши вода во составот на единиците во Бугарија и во Романија, кои се дел впрочем од ова зајакното присуство на источното крило. Не малку гласови се дома дека сме доволно далеко од таа приказна, дека би било паметно што помалку да се мешаме во конфликт кој што
не е наш. Некогаш сме имали наш конфликт и веројатно тогаш не сме сметале по истата дефиниција дека не е паметно да се мешат некакви други, не е тоа толку многу далеко пред 20 години кога сметавме дека малку повеќе луѓе се повикани да се мешаат во тој конфликт. Има чудни одлуки, има сега малку разногласие. Делумно во регионот се изненадувачки ставовите на хрватскиот председател кој оди на таа популистичка линија, се што е подалеку од нас не може да биде наша војна, но некои од одлуките, како последната сега со посетата на Зеленски на Вашингтон и одлуката за помош од Вашингтон во арсенал кој сега дефинитивно од Москва може да биде прочитан на поинаков начин, дали ги носи сега проблемите на посериозна линија на проценување во која сега треба да видиме како Москва ќе реагира на овој тип на помош кој што сега веќе Соединетите Американски држави отворено решаваат да му ја дадат на Зеленски. Мислам дека обединетоста на сите земји членки на Алијансата околу позиционирањето на националните ставови во поглед на Украина допринеса во голема мера да се постигне и поголем успех во случувањата во војната во Украина за сметка на украинската страна, затоа што тоа малку ја демотивираше Русија дека со конфликтот во Украина ќе настане кавга помеѓу членките на Алијансата па и членките на Европската унија и дека од тоа ќе имаат бенефит. Застанувањето јасно за позицијата дека Украина заслужува да ја одбрани сопствената територија, затоа што станува збор за независна држава која има право и е суверена, во суштина го покажа тоа. Другата страна смета дека има легитимно право да ја освои Украина со наратив кој што за нас може да биде потполно неприфатлив, но дометот сега на новото оружје Москва може да го третира како отворена закана која веќе не доаѓа од Киев, туку како што вели Москва, доаѓа цело време од оние кои што ја водат оваа војна. Ако беше на тенката линија на разграничување, дали тој сериозно мисли околу нуклеарното копче или не, дали сега последниот развој на настаните повторно не доближува до таква опасност во која нема избор, сите можеме да бидеме потенцијално во опасност. Украина има право да се брани на секој можен начин, а ние имаме, би рекла како луѓе, морална обврска да ја помогнеме на земја која е независна и е загрозена. Особено кога гледате дека од другата страна се користат непринципијални начини на војување, со уништување на цивилни цели, со уништување на критична инфраструктура и со уништување на многу човечки животи. Мислам дека Украина тоа право го има на бранење на сопствената територија и апсолутно секоја држава која на национално ниво ќе донесе одлука за било каква поддршка воена во било каков обем, мислам дека е во овој случај оправдана. Кога се анализира што се стигнува до Украина, има еден прилично погрден коментар дека се работи за потполно лицемерие и надпревар во модернизирање и ново наоружување кој што за водечките земји членки на НАТО производители на истото, меѓу другото значи и бизнес, па дефиницијата е се ослободуваат под притисок помалите од тоа што можеме да го наречеме скоро воен отпад, притиснати во новата ситуација дека по стандардите на НАТО модернизацијата значи пари и значи добри буџети за некои од земјите кои се всушност испорачатели на новото оружје. Веројатно на таа приказна недостасува елементот дека Украина во еден момент не можете да ја опремите со супер опрема, а таа да може да функционира во една активна војна која се движи, а прито да пренебрегнете дека најважниот можеби елемент е да и го дадете компатибилното оружје со тоа што во овој момент е украинска армија и подготвеност на незините сили. Апсолутно. Она оружје, јас можам да зборувам за опремата и вооружувањето кое беше дадено од наша страна. Два елементи се многу битни. Прво, дека опремата и вооружувањето кое беше дел од донациите, 5 донации, односно 4 воени, едната беше само облека и опрема, не е вооружување и опрема кое е предвидено во нашите планови со кои се гарантира борбената готовност на македонската армија.
имаше шпекулации во тоа дека наводно со давањето на таа опрема, иако многумина ја заслужуваме, не. Знаете како, ако било кој од нас, дали јас, дали генералштабот на армијата предложи или потпише таква согласност, тоа свесно да ја намалиме борбената годност, тоа е кривично дело. И не верувам дека било кој од нас тоа би го направил. Во плановите за развој на капацитетите на армијата стои многу јасно кои капацитети на армијата во иднина ќе се развиваат и со каков вид на опрема и вооружување. И впрочем, изминатите години, претходни неколку, и сега во наредниот период, тие планови се гледаат и е видливо и преку планот за јавни набавки, кој што е транспарентен, меѓутоа и преку овие 20 повеќе годишни проекти за крупни и големи набавки на опреме. Опремата која што дадовме во Украина апсолутно не ја нарушува борбената готовност на Република Северна Македонија. И втора, она што е уште поважно е тоа дека таа опрема е онаа која што беше побарана од нас од страна на украинската страна. Значи не станува збор за ослободување само по секоја цена, затоа што знаете како, тие не се во ситуација да примаат се, него само она што им е неопходно и она впрочем тип на опрема и вооружување со кои што нивните сили се обучени да раководат и да управуваат. Така што токму затоа е побарано и тоа претежно да биде опрема од источно производство заради спецификите на војувањето. Ако сега ја сватиме одбранбената концепција, иако во воведот казва бројки за потенцијалите на таа поранешна исклучително силна во европски рамки армија во новонастанатите околности, тоа сега за мала земја како Македонија би било веројатно невозможно и можеби цената половина од буџетот би требала да оди за да можете да ги задоволите потребите сами за себе во смисла на тоа што се нови предизвици во одбраната. Ние не мора да купуваме авиони, нашето воздушно небо го контролираат други. Обемот кој што сме го декларирали, за што се подготвуваме, во некаков план успеваме да го извршиме. И најчесто се прашуваме и колку ова ќе не чини. При тоа, ако ги собереме годините наназад и видиме колку не чини, колку всушност контрибуција има помошта и грантовите кои ни ги дале партнерите во периодот на развој е веројатно драгоцено и неспоредливо во смисла на кондициите на една земја која располага со скромен буџет да го развива ова. Се разбира, не можам дури ни да замислам дека земја од овој формат, потенцијал, може да се справи дури и само со ресурси, со новиот модерен предизвик дека можеби не постои опасност од конвенционална војна, но ова другата опасна, недофатлива, чини и многу пари, и многу ресурси, и целосна инфраструктура на земјата да можете да се справите во тој виртуелен свет со напади кои буквално може да ја клекнат земјата на колена. Ако само ги погледнеме грантовите од Соединетите Американски држави, повеќе од јасно е дека тие фокусираат дека клучната помош што треба да ни ја дадат, а не да ја платиме, е таа во тој дел на информатичките системи и заштитата од сајбер напади. Мислам дека кога бевте во Соединетите Американски држави на првиот стратешки диалог од 40 милиони, важната сума оди токму за овој дел. Дали според вас, иако има секакви проценки сега во регионот колку е ризично, ова е клучната опасност за безбедноста? Ке ми дозволите само сосема оддалеку, ама премногу ранливо за внатре. Апсолутно, тоа е опасност за сите земји. Без разлика дали се дел од алијансата или не, сајбер нападите се новиот начин всушност на војување и хибридните закани кои што се се почесто присутни. Вложувањето во делот на сајбер одбраната и сајбер безбедноста, затоа што зборуваме за два аспекти, е нешто кое што е долгорочно, постојано и не може да кажете дека денес сте го постигнале врвот или целосно сте се заштителе. Зошто? Затоа што на вчерашната изјава на Мицковски кој што смета дека ако се справите со ова и откриете кои знаете како бомбите ги без да налагам изминатиот период искрено од кога ја земав позицијата министарка за одбрана, избегнувам да коментирам ставови на политички партии, затоа што се оттргам од таа позиција. Но
За да имате легитимитет да коментирате за определени состојби во општеството, треба да видите па што и вашата политичка партија направила. И сега ќе кажам зошто. Вложувањето во одбраната, дали сакате да биде тоа конвенционалната одбрана, односно во армијата на Република Северна Македонија, или во другите современи облици на одбрана, сајбер безбедност и така наткаму, е резултат на континуитет. Го почнавте и ова интервју со осврт на тоа денешниот ден дека бил одбележување на денот на тогашната југословенска армија и колку таа била моќна. Моќта на една армија се рефлектира во тоа колку вложувате во неја. И најдобар показател, без да навлегуваме во гол популизам и сега јас да ги бранам позициите на мојата влада и претходната влада на мојата политичка партија, најдобрата рефлексија за тоа колку се вложува во една армија се гледа во буџетот. На пресконференцијата многу транспарентно ни соопштивме податоците за тоа колку бил буџетот на одбраната од 2010 до 2015, 16, 2017 и како од 2018 навамо навистина значително тој буџет расте. Што значи тоа? Ако не сакате да бидете лицемерен политичар, кој што вели дека наша стратешка пределба се НАТО и Европската унија и така натаму, а во суштина сакате да бидете политичар кој што го вели тоа и навистина работи на таа проблематика, треба да вложувате и да имплементирате таа ваша политичка заложба. Ако до 2017 година се велеше дека НАТО е наша стратешка пределба, како тоа буџетот на одбраната постојано паѓаше, а не растеше? Ако сте ја подготвувале земјата за сите аспекти на пристапувањето на НАТО со толку мал буџет, како може да очекувате дека за една година ќе се изградат тие капацитети? Не. Изградбата на капацитетите покрај купувањето на опрема значи инвестирање во луѓе. И тие идат едно до друго паралелно. Не можете да имате модерна, современа и добро опремена армија ако вложувате само во опрема. Мора да инвестирате и во човечкиот капацитет и потенцијал. Сајбер одбраната е и токму тоа, вложување и во софтверски алатки, вложување и во системи за заштита, меѓутоа вложување и во човечките капацитети. И изминативе месеци, без да бидам потпарол на претходните влади, меѓутоа изминатите месеци како што сум министарка, апсолутно тие процеси одат паралелно. Еве малку да го омекнам дури и со бројки. Тие не покажуваат таков ужасен резултат некогаш, па одеднаш вие сте дошле на власт, па се, како се вели, на горната граница. Имаме 2018 кога е 0,98 од бруто домашниот производ, што е помалку од некои ВМРО-вски, ако сега така зборуваме, години за извојувањето во одбраната. И можеби најточната дефиниција. Како се доближуваме до членството, така успеваме да ги дефинираме брзо своите договори и своите планови, затоа што од еден момент ние стануваме, како се вели, потполно компатибилни во системот на кој само треба да се надогради во смисла и на обука на човечкиот потенцијал и на ангажирање на вистинските, за кои веројатно допрва ќе извуваме многу пари, а делумно нешто зборувавте и за напорот за тоа дека е време да се отпочне со стипендирање на кадри кои би биле обврзани подоцна по завршувањето на образованието да работат за институциите, иако можеби во оваа приказна во земја со скромни ресурси воопшто не треба да ни биде страно јавно-приватното партнерство, тоа секогаш ќе биде покриено со безбедносни сертификати, но таа индустрија мора да биде заштитена и искористена за потребите на државата на начин на кој што ќе биде поскапо платена од секоја друга услуга која ние се ја замислуваме во овие конвенционалните алатки и човечки материјал човечки ресурс кој што ни е потребен. Апсолутно. Јавното приватно партнерство не треба да биде нешто што е страно, па дури ни во сегментот на одбраната. И изминатиот период јас водев и се уште водам интензивни разговори со информатичката комора во Република Северна Македонија, затоа што детектиравме дека човечките ресурси во делот на информатика се она што ние ги детектираме како слабост во нашиот систем.
оние ресурси што ние може да ги понудиме или платите кои што ние може да ги понудиме во сегашниот систем на јавна администрација, затоа што Министерството за одбрана припаѓа се уште по тој систем, се недоволни за да добиеме квалитетни кадри кои што можат да управуваат и да ги менаџираат, да ја менаџираат софтверската опрема која што ние ја набавуваме. Во армијата е малку полесно тоа да се менаџира, затоа што таму го имаме законот за служба во армијата кој што дозволува дефинирање на критични специјалности и токму една од мерките која што беше предвидена со последното изменување на законот е стипендирање на такви критични специјалности, каде што ќе се овозможи младите луѓе да бидат стипендирани со средства на Министерството за одбрана, а подоцна тие се разбира ќе имаат обврска да останат да работат во Министерството и во армијата токму на тие позиции. Меѓутоа да, апсолутно не исклучуваме можноста и за јавно-приватно партнерство, затоа што во Република Северна Македонија сметам дека има доволно добар потенцијал, професионален кадар кој што може да одговори. И ако видите дека на набавките, јавните набавки токму за набавка на ваков тип на опрема конкурираат и добиваат многу македонски компании кои што ги поседуваат апсолутно сите безбедносни сертификати и со ништо не ја загрозуваат безбедноста на државата. Министерке, нешто веројатно ќе мора на овој пат побрзо да се менува, да се збиваат редовите, да не се трошат институционалните капацитети во некаков паралелизам. Последната одлука на владата за нов оперативен штаб кој ќе се справува сега со хибридните напади, дојавите за бомби, досега немаме резултат во истрагата, упатува на заклучок дека се уште посакуваме некакви адхок тела, иако веројатно тој тип на меѓуресорска соработка би требал да биде секојдневие за службите или за оние кои што се надлежни да стигнат до одговорите. Има една димензија во која кога министерот за надворешни работи ќе соопшти дека го известивме НАТО за хибридните напади, најголемиот дел од граѓаните тоа го разбираат дека сега НАТО ќе ја заврши истрагата, а не дека е сосема во ред да известиме за проблемот, меѓутоа тоа е задача на националните капацитети, а во откривањето може да се послужат со информации, соработка со партнерските служби. Резултат за сега немаме и по дефиницијата на министерот зошто сметате дека ова не е игра и дека се работи за хибридни напади, таа некаква споредба дека тоа циклично се појавува на ист начин во Македонија, во Црна Гора, во Босна и Херцеговина и во Србија. Ако треба да го има заедничкиот именител дека тоа е приказна на Москва, тогаш е прашањето зошто Србија би била внатре во таа приказна, а беше под истите напади под кои сме ние сега во овој момент. Кус коментар околу формирањето на оперативното тело кое беше формирано на последната седница на Советот за координација на безбедносно разузнавачката заедница. Тоа не е страно, затоа што практично во самиот закон, кога се носеа сите закони од реформата на безбедносно разузнавачките служби, се предвиде и во самиот закон е предвидено формирање на вакви тела кои што треба да послужат навистина во вакви моменти. Кога имате појава која што не е исклучива надлежност само на едно министерство или една институција и која што освен редовното споделување на информации, која што морам да кажам дека барем во овој период додека сум министерка, помеѓу сите разузнавачки служби исклучително одлично се одвива, побарува и заеднички оперативен настап. И тогаш знаете дека мора да постои едно тело, еден кој што ќе биде одговорен за да може да има полесна координација и токму тоа, да нема преклопување на активностите кои што се превземаат и да има една подобра субординација. Така што намерата на ова тело не е тоа да биде формирано еднаш за секогаш, туку напротив е адхок за решавање на појава која што ја имаме моментална. Во делот на барањето на помош од НАТО, прво не треба да забораваме дека и ние сме НАТО, а второ дека НАТО алијансата во рамките на сите механизми за поддршка на своите земји членки предвидува поддршка во вакви случаи на два начина. Првиот начин е преку испраќање на тимови за брза реакција и вториот начин е преку долгорочна поддршка, односно поддршка за развивање и зајакнување на сопствените национални капацитети и апсолутно, како што и пред малку кажав, кога станува збор за хибридни појави, кога станува збор за сајбер областа, генерално, постојаното совршување никогаш не завршува. Последната епизода со
АНБ, Онишченко, Комисија за надзор во Собранието ја врати назад целата тема околу надзорот на службите, во кој дури и со законското решение војното разузнавање е надвор од целиот тој комплекс на контрола. Се чини дека нема да биде доволна вашата изјава, дека ќе се откажете од дискрециското право за именување на првиот човек на војното разузнавање. Велам, тоа не може да биде доволно и тоа не може да виси надвор од системот на уредување на контролата и на овој сегмент. Докаде сте со идејата? Се сложувам. Мојата изјава е само изјава и таа треба да се ефектуира. И ајде да речем, ја дадов пред тој форум, поширок форум на учесници, доволно за да биде провокација за да продолжиме со следниот чекор. Без разлика што сега сум на оваа позиција министерка за одбрана и можеби на некој во некои минати времења ќе му одговараше да има под себе служба која не е контролирана, верувате дека мене не ми е тоа намерата и не ми е тоа идејата, не затоа што се плашам, туку затоа што мислам дека во духот на онаа реформа која што започнавме 2017 година како последица на сето тоа што ни се случуваше претходно, не треба да имаме сиви зони во делот на безбедносно разузнавачката заедница. Останатите служби се законски покриени, не велам дека сега се случува нешто во военото разузнавање кое е противзаконски, напротив, меѓутоа кога имате законски основ за надзор и контрола, граѓаните ќе се чувствуваат посигурни и тогаш сите можности за шпекулации, дезинформации, дека таа служба се злоупотребува или се става во служба на поединци, политички партии и така натаму, ќе бидат отстранети. Мислам дека во годината која што предстои пред нас, имаме доволно време, се разбира тој процес нема да го водам сама и не треба, напротив, мислам дека ваква битна работа треба да биде предмет на инклузивен процес во кој што ќе бидат вклучени сите, вклучително и пратениците од различните политички партии, граѓанскиот сектор, меѓутоа се разбира и експертите и стручните лица. Македонија се чини конечно ќе добие висок воен представник во мисијата. Може би не зборуваше добро за нас дека една номинација пропадна поради неиздавање на безбедносен сертификат. Сега таа работа е завршена и веројатно следната година стартува со официјално место на високиот воен представник на Република Северна Македонија во Брисел во седиштето на НАТО. Да. Дали се завршено во ред? Процедурата е завршена, согласно процедурата, председателот го потпиша указот за назначување на нашиот воен представник, објавена во службен весник, подготовките се веќе завршени формалните, така што на почетокот на месец јануари ќе замине во Брисел и ќе ја превземе должноста на висок воен представник. Официјално прв поставен воен представник. Станува збор за полковник кој досега извршуваше позицијата раководител на секторот за воена безбедност и разузнавање во Министерството, искусен, долги години во армијата, 2 години и наша воено аташе во Соединетите Американски држави, поседува степен на НАТО сертификат, професионалец, човек кој што си ја сака државата и ќе работи во интерес исклучиво на државата. Овде правиме пауза за реклами. Министерке, во јавна расправа е нацрт верзијата на Законот за критична инфраструктура, дури терминолошки не разбираме што тоа значи. Меѓутоа, споредбено да речеме, Хрватска својот прв закон го донела пред 10 години. Веројатно сега има измени кои одат кон повеќе елементи кои се третираат како критична инфраструктура и кои кон нив треба да се пристапува со апсолутен систем за заштита. За кога е планирано тој да влезе во процедура? Веќе сме во завршна фаза. Вчера се одржа една јавна дебата по предлог, нацрт текст ќе го наречам, кој што веќе е закачен и на ЕНР, значи е достапен, може да се споделува и да се коментира, се разбира. Идејата во процесот на донесување на овој закон, затоа што станува збор за навистина исклучително важен закон, кој за прв пат се носи во Република Северна Македонија и опфаќа една навистина сензитивна област, а тоа е критичната инфраструктура, што во овие времиња сега, впрочем и гледаме колку е тоа значено за нас. Идејата е да биде закон кој ќе биде применлив,
а не само да биде уште еден од бројните закони кои сме ги донеле и навистина ќе овозможи ефикасен систем за заштита. Во законот, иако е многу мал, меѓутоа сепак дава законска основа и обврска за одредени институции кои што треба да бидат носители на определени процеси, а се разбира деталите околу тоа, околу самиот систем, поставеноста, набројувањето на критичната инфраструктура, дефинирањето општо е во законот, меѓутоа што се спаѓа под тоа критична инфраструктура ќе биде предмет на подзаконските акти. Во днешниот настап во парламентот во годишното обраќање, председателот Пендаровски се обиде да потенцира дека корупцијата и криминалот, неказнивоста, невладењето на правото и застојот во демократските процеси се всушност клучните алки во загрозувањето на националната безбедност. Не стоиме добро во последен период со информациите кои стигаат од оваа база на фактори како загрозувачки, да не речеме за националната безбедност, меѓутоа за здравието на демократијата и успешноста на справувањето со предизвиците на секој од институциите. И ако на тоа ви додадам дека на последната анкета Никола Груевски е тој на кој што би сакале да се сетат како личност која преферираат македонските граѓани како прв на таа листа, што е вашиот заклучок? Загубивме време, се е промашено, ова е рецензија за нас, или? Не би рекла дека се е промашено. Мислам дека процесите низ кои што изодевме изминатиот период се вистинските процеси во оваа држава. Апсолутно не сметам дека ниту една анкета не е нерелевантна, без разлика на резултатите и без разлика дали тие идат во полза на некоја политичка партија, поединци и така натаму. И мислам дека треба да бидат предмет на сериозна обсервација и анализа. Председателот денес во собранието имаше, јас би рекла, моја оценка дека имаше државнички говор, кој што представува рефлексија на реалноста во државата, и тоа треба да биде дополнителен поттик да се отворат дебати за сите прашања кои што тој ги напомена, меѓутоа на крајот од тие дебати се знае одговорноста и кај институциите кои што се задолжени за справување со таквите видови на појави. Националната безбедност е нешто кое што е многу важно за сите нас и апсолутно секоја појава која на било каков начин може да ја загрози, предизвикува интерес не само кај јавноста, меѓутоа уште повеќе треба да предизвика сериозна интерес и кај институциите кои што треба да реагираат за тоа. Па председателот не зборуваше за тоа да отвориме дебати, туку зборуваше за одговорност, казнивост, и таа по прв пат ја лоцираше и кон тие кои треба да одредуваат казни и правда, дека можеби треба да одговараат за отсуството за одредување на казните и правдата, и тоа е тој неверојатен круг кој што сега вознемирува, каде што луѓето сметаат дека овие години се неправедно загубени во едно вртење кругови помеѓу чудни, некаде таму можеби напишани гнили, трули договори кои сега конечно го обтерваруваат системот со испорачување кое е надвор од секоја наша помисла, да речеме во 2015 година. Во системот на функционирањето на државата, ако било кој од институциите затаи или било кој од властите, согласно поделбата во нашиот устав, затаи во извршувањето на своите надлежности, тогаш настарува нарушување на целиот тој систем. Можеби институциите кои што се задолжени институциите кои што се задолжени, нема да додам со строги квалификации, да не бидам квалификувана дека се мешам во некоја од властите, иако како граѓани сите имаме право да коментираме. Затоа што не можете, без разлика на политичките гарнитури кои се на власт моментално, не можете прстот да го вперувате само во една институција за нефункционирањето, и ако го земеме системот на борба против корупцијата. Ама ако на крајот од тој процес, затоа што процесот на борба против корупција започнува со истраги, па потоа имате обвиненија, па потоа имате пресуда. И ако стигнете до финалното, пресудите, и ако во пресудите добиете ослободување или некаков вид на помилување за сторени сериозни кривични дела, тогаш паѓа довербата во целиот систем. И најлесно е секогаш се разбира прстот да се впери кон извршната власт, не е ова оправдување ниту жалење, меѓутоа ако сакаме да имаме ефикасен систем и ако сакаме навистина да покажеме борба против корупцијата, тогаш треба да ги детектираме сите слаби точки. Што би рекол Заев, ова громозорно
а не се повтори, ги редевте ланците, ама заборавивте да речете дека тука некаде горе постојано седи перцепцијата за невидливата голема рака на политиката дури за овој правосуден коридор, и тоа е тоа што вознемирува и многумина ги разочарува дека ниту правда, ниту мир може да има. Интегритетот е многу важен. Важен е во сите сегменти, важен и на последната одлука, таму каде што се носат пресудите за било кое кривишно дело, и ако сакате да покажете вистинска борба, треба да бидете само одлични, ништо повеќе. На крај сме, министерке, српскиот председател вели војната во Украина нема да заврши ниту во 23-та година, не знам на основа на што тој може така да дефинира. Колку вие смеете да излезете понапред во таа некаква оценка на НАТО, дали тој конфликт е во својата завршница? Тоа е многу тешко да се предвиди, меѓутоа она што е многу јасно и многу сигурно дека Република Северна Македонија и владата, особено и министерството, остануваат на своите претходни позиции, а тоа е силна поддршка за Украина, затоа што мислиме дека таа поддршка ја заслужуваат и се разбира, нашите политики, нашите планови ќе ги темелиме врз основа пред се на националните приоритети, понатаму приоритетите на НАТО алијансата и сите во регионот. Ви благодарам што вечерва бевте мој гост. Ви благодарам на поканата. Почитувани, ова е Се вечерва на Вин-Вин. Вие останете на фреквенцијата на Телма телевизија. Пријатно.